Традиционалниот манастирски собир по повод верскиот празник Свети Пантелеймон ќе се одржи во недела во манастирскиот комплекс во селото Пантелеј Кочанско. Се очекува присуство на броен народ, а по традиција на самиот ден на празникот, сутра на богослужба да чиноначалство митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение на црковни служители од Кочанското архиерејско наместништво. Инаку спроти празникот во сабота навечер започнува манастирската слава во селото Пантелеј. Броен народ, колони возила се упатуваат кон ова Кочанско село, каде што по традиција се останува ноќта и се пречекува наредниот ден, кога е и храмот на манастирската црква. Автотранспорт Кочани за верниците од градот и околните населени места обезбеди редовна автобуска линија, а картата важи за двата правци. За регулирањето на сообраќајот ќе се грижи полициската станица од Кочани, а сите оние верници кои со моторни возила ќе се упатат на празнувањето во селото Пантелеј да ги почитуваат сообраќајните знаци и да се прилагодуваат на патот, посебно од селото Нивичани кон Пантелеј. Кај манастирскиот комплекс во селото Пантелеј традицијата на верски празнувања е стара стотици години. Со самата градба на првата манастирска црква посветена на Света Богородица, која била фреско насликана во 1871 година, започнала и прославата во ова село за да се збогати со изградбата и на втората поголема манастирска црква посветена на Свети Пантелеймон 3 години подоцна. Црквата е фреско насликана од тајфата на познатиот македонски сликар од 19. век Димитри Андонов Папрадишки, кој во половината на 19. век работел на фреско сликањето на црквите и во селата Тракање и Нивичани. На прославата на Свети Пантелеймон во селото Пантелеј, по утрената богослужба, ќе се крши празничниот колеч на кумовите на манастирската слава, а ќе се одредуваат и кумовите за наредната година. Селото Пантелеј со малкумината жители и на овој верски празник се очекува да биде полн со гости. Семените огништа се очекува да бидат отворени за бројни гости кои по традиција доаѓаат од повеќе крајеви на Македонија на манастирска слава со верување во Бога и исцелителот Свети Пантелеймон. Во богатството од шума, зеленило, дебели сенки се користи манастирската вода од изворчето кое се наоѓа во самата црква Свети Пантелеймон. Се верува дека оваа вода има исцелителна моќ, како и водата така наречена црна вода, кај изворот од церот под самиот манастир.